вечер, ви благодарам што сте со нас. Коалицијата предводена од ДУИ ги освои општините Гостивар и Врапчишта. ВМРО ДПМН победи во Маврово Ростуше и единствениот кандидат на Демократската партија на турците во центар Жупа. Ова се резултатите од изборниот ден. Последните информации од Државната изборна комисија ги има колешката Катерина Нешкова. Имаме во живо вестите. Катерина, Државната изборна комисија веќе излезе со првичните неофицијални резултати. Да, првичните неофицијални резултати веќе ги имаме. Лесно се пребројува вечерва гласовите, имајќи предвид дека се работеше само за повторени избори во 4 општини и сите кандидати кои што всушност излегоа на гласање, може да се каже дека изборите се успешни бидејќи освоија потребен број на гласови за да станат градоначалници. Центар Жупа, како што спомена, единствен кандидат Аријан Ибраим од Демократската партија на турците е новиот градоначалник во центар Жупа, имајќи предвид дека тој освои 973, односно 90 гласови, односно 97% од излезените гласачи, иако тука излезноста беше мала. Ги имаме и неофицијалните првични резултати од останатите општини. Гостивар, најголемата општина, останува во рацете на Таравари преку коалицијата на ДУИ. Таму Валјон Лимани освои 14.647 гласови, односно 61,5% од излезените гласачи, а излегоа околу 30% од запишаните 82.000 гласачи. Со тоа го победи Невзат Бејта, кој што беше од коалицијата, кандидиран од коалицијата Влен. ДУИ, односно коалицијата на најдоби градоначалники во Врапчиште. Таму Исен Шабани го победи независниот кандидат Зули Демири, кој што беше неофицијално поддржан и од Вреди. Исен Шабани освои над 61% од излезените избирачи, иако и тука излезноста беше прилично мала, односно во сите 4 општини излезноста се движеше околу 30% или пак под тоа што беше всушност и еден од проблемите и кога беше првиот круг од гласањето на 19 октомври, поради што имаше и повторени избори. И на крај уште да кажеме за Маврово и Ростуше. Тука победи кандидатот на коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН. Онер Јакуповски е новиот градоначалник. Тој го победи со 65% од освоените гласови. Анес Ахмети, кој што всушност беше кандидат на СДСМ. Тоа се, како што кажав, првичните неофицијални резултати. Партиите ги има овие резултати малку порано од Државната изборна комисија. Предлагам сега да ја видиме атмосферата во Гостивар, каде што пристигна и лидерот на ДУИ Али Ахмети во штабот на неговиот кандидат, а тука е и кандидатот веќе и неофицијално и градоначалник на Врапчиште. Да, Катерина, ете, тоа е словеничката атмосфера која вечерва се случува во Гостивар и во општината Врапчиште, две општини кои што ги доби коалицијата предводена од Демократската унија за интеграција, иако сепак партијата на Арбен Таравари, тоа крило на Алијанса за албанците, е вистинскиот победник во општината Гостивар. Победа вечерва прогласи ВМРО ДПМН во општината Маврово Ростуше. Пред малку пресконференција одржа лидерот на партијата Христијан Мицковски, кој што вели дека со ова се заокружила сликата од локалните избори.
Така е, на свое конто ВМРО ДПМН додаде уште еден градоначалник, Онер Јакуповски, веќе споменавме дека е неофицијално новиот градоначалник на Маврово и Ростуше. Оно што е интересно, предпоставам дека и таму се слави, а во штабот, во централниот штаб на ВМРО ДПМН, како што спомена и ти, веќе пораките ги испрати лидерот на ВМРО ДПМН и предлагам да го чуеме. Мицкоски. Но целокупната политичка слика е повеќе од јасна. Со денешниот ден се заокружува резултатот од локалните избори во целина. ВМРО ДПМН победи во вкупно 56 општини во Македонија. СДСМ во 6. Тоа не е случајност, тоа е јасен политички суд на граѓаните. Ова представува уште еден тежок дебакал за СДСМ и за актуелното раководство на таа политичка партија. По историскиот пораз на локалните избори во 2025 година, денешните избори се само потврда дека изиграната доверба има последици. Партијата која на национално ниво освои околу 140.000 гласови, не може сериозно да зборува во име на мнозинството, ниту да се представува како силна и кредибилна опозиција. Така го слушнавме и Мицкоски предмалку, само да споменеме дека со ова се закружува целиот изборен процес од локалните избори од октомври 2025 година. Избрани се градоначалници во сите општини, но се закружува и мандатот на овој состав на Државната изборна комисија. Тој истекува за неколку дена од сега на 15 јануари, а веќе утре собранието преку Комисијата за избори и именување ќе го утврди и списокот на кандидати кои што се јавиле на новиот оглас за нов состав на Државната изборна комисија. Неофицијално голем дел од сегашните кандидати на ДИК веќе се пријавиле на ваквиот оглас и ги имаат најголемите шанси повторно да добијат шанса да го предводат највисокото изборно тело. Катерина Нешкова во живо од ДИК, ќе го следиме целиот овој процес. Секако, клучно е дека вечерва се заокружува целиот изборен процес поврзан со локалните избори. Ова потврдува дека веќе имаме избрани градоначалници во сите општини, 80 општини во државата и во градот Скопје. Благодарам за ова вклучување во вечерните вести со последните информации Катерина Нешкова. Надеж за функционално снабдување со вода, подобра инфраструктура, но и повеќе работни места. Ова беа главните барања на граѓаните кои денеска излегоа на избори. Што му недостига на Гостивар, што треба новиот градоначалник да направи? Да локомотива. Клучно што е според вас? Што треба прво да се смени во општина, во градот? Па не знам од кај да почнеме. Очекуваме да се биде пред. Треба да се заложи многу за градот. Што му недостига на градот? На градот му недостига младината, прво. Младината, тоа е број 1. Фабрики да се отворат, исто во Гостивар. Нови работни места тоа? Нормално така за младите, за да не бега во странство. И ве сметате дека новиот градоначалник што ќе биде ќе го исполни тоа? Па се надеваме. Се надеваме. Најпрво да млади да отворе фабрики, да се работи млади, да нам не бегају, да имају своје како за физкултуре, такви центре. Тоа е највише потреба. Градот мало да се изчисти. Тоа. И ве сметате дека тој што ќе биде нов градоначалник ќе го исполни тоа? Ја сум 100% сигурна. Што недостига на Да градот? повличи све, најубаво, улици, чисточата. Па све помалку. Конкретно, јас сум задоволен од Гостивар. Нема нешто големи промени се направи. Онака што е улиците. Што недостасува на општината Врапчиште? Што треба да направи новиот градоначалник? Има доста да се направи, али не знам од каде да почнеме. Еве најважно според вас што е? Најважно е канализација, вода немаме. И тоа е тоа. Све фали. Например? Вода фали. Струја, све. Што најмногу ви недостига во општина? Водата прво. Друго, патот е растурано на ова страна. Треба да се направи, па од другата страна исто треба да се направи. Многу треба да се прави, ама што? Најважно во општината. Вода, вода. Немаме вода ништо, немаме што пиеме добро.
Бугарското министерство за надворешни работи објави информација дека била нападната бугарската амбасада во центарот на Скопје. Тие објавија и фотографии од искршени прозорци на влезната врата на амбасадата и остро реагираат на чинот за кој велат дека е последица на односот на властите во Скопје. На 11 јануари годинава непознато лице изврши напад врз бугарската амбасада во Скопје. Министерството за надворешни работи изразува длабока загриженост што ваков смел чин е резултат на систематски недостаток на реакција од страна на надлежните институции на Република Северна Македонија на претходните напади и акти на вандализам врз локации поврзани со Бугарија и бугарската заедница. Република Бугарија очекува институциите во Република Северна Македонија јасно и недвосмислено да се дистанцираат од манифестации на омраза, ефикасно да се спротивстават на ваквите злосторства, целно да работат на создавање радикално, поинакво јавен наратив за односите со Бугарија и безусловно да ги исполнат своите меѓународни обврски, се вели во писмената реакција од Бугарското министерство за надворешни работи. 100 евра е најмалата казна за пушење на забрането место, а глобата се движи до 300 евра во зависност од прекршокот. Министерството за здравство го објави новиот закон, според кој не смее да се пали цигара ниту на автобуски постојки, ниту пред државни институции. Според податоците на здравствените институции, годишно во земјава поради последици од пушењето умираат околу 4000 граѓани. Но дали строгите правила може да го намалат бројот на пушачи? Александар Динев бараше одговори. Ако ве фатат со цигара во рака на места каде е забрането пушењето, доколку платите веднаш, задоволството ќе ве чини 100 евра. Во рок од 8 дена сумата се зголемува од 150 до 300 евра, а со судска пресуда глобата за прекршокот е 3 пати повисока. Наместо пари ќе можете да вршите и општо корисна работа. За правните лица во зависност од големината на фирмата, казните се движат од 2000 до 5000 евра. Ова е предвидено во предлог законот на Министерството за здравство за заштита од пушење, кој треба да стапи на сила од 1 март. Се забрануваат сите видови цигари, вклучително и електронските, кои содржат тутун и никотин, во сите угостителски објекти, казина, спортски обложувалници, државни институции, приватни фирми, во аеродроми на автобуски и железнички станици. Нема да смеете да запалите цигара ниту на постојка додека чекате автобус. Казниво ќе биде пушењето и во зграда и заедничките стамбени простории, пред државни институции, болници, градинки, училишта и пред студентските домови. Во продавници цигарите не смеат да бидат на видно место, туку ќе се продаваат по список, а се забранува прикажување и рекламирање цигари не само на телевизија, туку и на интернет. Нема пушење ниту на подкасти. Полицијата има право да ве казни ако пушите во автомобил во кој има малолетно дете. Пулмологот Димитар Каркински поддржува ваков поригорозен закон за да се намалат последиците по здравието. Ние како професионалци, не само пулмолози, него кардиолози, хирурзи, онколози, секојдневно ги гледаме последиците од пушењето кај нашите пациенти. Второ, како обичен граѓанин, не како пулмолог, кога излегуваме во кафичи, ресторани, дискотеки, барови, ние сите непушачите, а и пушачите кои пушат помалку, сме изложени на тоа секундарно пушење и ние го увлекуваме тој час и нас не делува штетно. И трето, сите влади сакаат во Европска унија, целиот народ сака во Европска унија, законите во Европска унија се такви како што сега овој се носи, дека пушењето е стриктно ригорозно. Затоа, ако сакаме да идеме напред и во здравјето и економски да се приближиме кон Европска унија, сметам дека овој закон треба да се донесе, а и да се почитува на целата територија на Република Македонија. Слична забрана за пушење на многу места предвидуваа и законските измени во 2010-та, но според реакциите од граѓаните тоа не се почитуваше секаде, а во март 2018-та тогашната влада дозволи пушење на летните тераси. Според пулмологот Каркински, и првиот закон пред да се либерализира бил добар, само кратко време се почитувал и не секаде, а за да се почувствуваат долгорочните ефекти врз здравието, потребни се 10 до 20 години. За жал, не се почитуваше
на целата територија на Република Македонија, па кај имавме места кај што се пуши, имавме места кај што не се пуши. Искрено не можам да кажам дека има позитивни резултати од тој период, бидејќи кратко траеше, а пушачите се продолжија да пуши. Ако сакаме ова да успее, ова мора да биде долгорочна стратегија и да се почитува низ целата територија. Според статистичките податоци од тие за годишно во Македонија околу 4000 смртни случаи се поврзуваат со пушењето цигари. Александар Динев, Сител телевизија. Тука е крајот на вестите. Ви благодарам што бевте со нас и ви посакувам пријатна вечер.